Духовна обнова на Радио Марија Македонија. Почитувани слушатели на Радио Марија, ми причинува задоволство денес да ја започнеме нашата божитна духовна обнова, која нашето радио ја реализира во соработка со интернет порталот Католици МК. Во наредните денови, неколку библиски ликови од евангелскиот настан за рождеството Христово ќе ни помогнат во нашите размислувања, за да се приближиме поблиску до Витлеемскиот настан. За да биде плодоносно оваа наша духовна обнова, најпрво ве повикувам на молитва до Светиот Дух, за да го отвори нашиот разум и срце, за да можеме преку оваа духовна обнова да навлеземе подлабоко во самите себе и нашиот однос кон ближните и кон Бог. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Царе небесни, утешителу, Дух на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, ризница на добрина и делителе на живот. Дојди и всели се во нас и очисти не од секаква нечистотија и спаси ги благи душите наши. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Почитувани слушатели, во молитвата до Светиот Дух, Царе небесни, молиме Светиот Дух да не очисти од секаква нечистотија, додека пак Псалмот 103 не повикува на обнова со зборовите: го праќаш ги Духот свој, се создаваат, ти го обновуваш лицето на земјата. Светиот Дух е обновител. Затоа сме и тука со силата на Светиот Дух, духовно да се обновиме, да го обновиме најпрво нашето лице кое е создадено според лицето и подобието Божјо, а преку нас да биде обновено и лицето на земјата. Денес тука поминува Господ со својот Свет Дух. Во една од своите катехези на плоштадот Свети Петар, папата Фрањо ќе каже: токму овие денови пред рождеството Христово, Исус поминува и чука, очекува прием, очекува да му кажеме да, како тогаш Марија. Еден светец зборувал дека се плаши Господ да не помине. Знаете ли зошто се плашил? Се плашил дека Господ ќе помине, а тој да не го забележи и ќе го пропушти, ќе го пушти да помине, а без да се сретне со него. Кога во срцето ќе почувствуваме дека сакаме да бидеме подобри, каејќи се за она што сме го направиле, тогаш Господ чука на вратата од твојот живот. Ти дава да почувствуваш дека треба и можеш да бидеш подобар, да им бидеш близу и на луѓето и на Бог. Ако тоа го почувствуваш, стани. Тука е присутен Господ. Оди на молитва или можеби на исповед. Ако почувствуваш внатрешна иницијатива да станеш подобар или подобра, тоа е Христос кој чука. Не му дозволувај да помине, а без да се сретнеш со него. Не смееме да му дозволиме на Господ да помине, а без да застане над нас. А да застане Господ над нас, да го сврти својот милостив поглед кон нас и да ни каже: стани, ослободен си од своите гревови. Бог од нас бара денес да го отвориме срцето за него. Отворено срце ќе добиеме ако се впуштиме длабоко во нашата внатрешност и ако дозволиме Светиот Дух да ни зборува, да ги именува, да ги набројува сите наши слабости, падови, пропусти, гревови и притоа да не го попречуваме, да оставиме да ни зборува до крај, да ни каже апсолутно се.
но и да не се препуштиме искушувачот да не оправдува, да преовладува расположението дека сме најдобри, незаменливи, дека за одредена ситуација немаме никаква вина. Да, Бог бара да ги симнеме мастите од своите лица, кои често не прават да бидеме лицемери и вешто се сокриваме зад нив. Да молиме Светиот Дух да ни помогне да бидеме повторно луѓе со образ, според кој не создаде Творецот. Почитувани слушатели на Радио Марија, ова беше нашето прво воведно размислување на оваа наша божитна духовна обнова. Утре продолжуваме во истиот термин. Останете на програмата на Радио Марија, бидејќи ова радио е христијанскиот глас во твојот дом. До слушање. Духовната обнова ја подготви отец Гоце Костов. Техничка реализација Филип Костов. Радио Марија Македонија, оваа емисија ја реализира во Струмица месец јануари 2018 година во соработка со интернет порталот Католици МК.